Со културни настани, концерти и изложби во македонскиот Ерусалим Охрид под мотото "Писмото е нашиот универзам", годинава за прв пат се одржува дводневна државна манифестација посветена на 24 мај, денот на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи. Бројни делегации денес положија и свежо цвеќе пред споменикот на Кирил и Методи во центарот на градот. Главниот настан се одржа на Плавшник, каде во минатото бил основан и действувал првиот словенски универзитет Свети Климентовиот. Овој 24 мај, ден на сесловенските просветители, светите Кирил и Методии и ден на сесловенската писменост, го дочекуваме исправени и особено горди затоа што македонскиот стандарден јазик, нашиот официјален јазик, е признат и е рамноправно прифатен меѓу официјалните јазици во Европската Унија. Нема повеќе внимателни формулации како до предизвестно време на описно означување на нашиот македонски јазик. Прославата се одржува во време на затегнати политички односи на релација Скопје-Софија, а Македонско-бугарската комисија за историски и образовни прашања меѓу другото даде препорака двете држави заеднички да го чествуваат 24 мај. Но Охрид Ковачевски со порака дека повеќе никој не може да го спорува македонскиот јазик. Никој повеќе не може на европските дебатни маси да зборува во наше име. Успеавме и да се избориме за собствената јазична и идентитетска еднаквост во Европа. А никој не може да одземе некому јазик, да одземе некому идентитет. Тоа едноставно не е можно. На македонски јазик, на македонско тло, во оваа наша македонска држава се говорело и се пишувало од секогаш. Се говори и се пишува денес. И ќе се говори и ќе се пишува за навек. Инаку денес научната заедница од областите поврзани со македонскиот јазик, литература, култура, фолклор донесе декларација за македонскиот јазик, набројувајќи неколку факти за неговото значење. Се вели дека македонскиот јазик бил еден од трите официјални државни јазици на Југословенската федерација и е составен дел од личната карта на македонската држава и нација во евиденцијата на Обединетите нации. Сметаме дека овие горе наведени факти за македонскиот јазик недвосмислено укажуваат на тоа дека не само стекнатиот рамноправен статус во европското и во светското семејство на јазиците, туку и неговиот пат кон иднината не може да бидат попречени од никакви негирања, фусноти, звездички додавки и слично. Македонскиот јазик ќе чекори гордо кон иднината. Видео честитка по повод 24 мај испрати председателот на владеачката албанска партија ДУИ Али Ахмети. Нека е честит денот на словенските просветители Кирил и Методи. Во нивното дело е израснат и современиот македонски јазик, кој представува израз на посебноста на македонскиот народ, нашите сограѓанини македонци. Во духот на мултиетничкото општество кое заедничко го градиме, да се посетиме на овој важен ден, дека заеднички ја преземаме обврската да ја зачуваме, негуваме и унапредиме меѓународната артикулација на македонскиот јазик. На ист начин како што тоа го правиме и за посебноста на македонскиот идентитет. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.